Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич, а денеска зборуваме за новиот протестен марш на ангелите, кој инаку секоја сабота се организираше во Кочани, а во оваа сабота пред нас, 15 ноември, во знак на сеќавање на 63-те жртви од трагичниот пожар во Кочани, ќе се одржи во Скопје. Ќе започне напладне на плоштадот Македонија кон собранието и кривичен суд, што ја праќа и својата порака околу барањето на одговорност и правда во овој случај, односно пред се оние пропусти кои се во делот на системот, оние системски пропусти. Пред или воочи закажаниот марш, пак денеска герила акција на кој е следен, ова движење всушност денеска се одржа, кој во Скопје, со што исто така на еден начин се испрати порака за солидарност на предстојниот марш во сабота, за правично судење за жртвите во дискотеката. И, впрочем, и родителите на настраданите ги повикуваат граѓаните да се придружат на маршот во сабота во Скопје. И, всушност, имаме ситуација во која, непосредно пред стартот на судскиот процес, расте и притисокот, расте и тензијата од страна на семејствата, на родителите, токму за правично, за фер судење. Нивните очекувања се токму помеѓу очекувањата за правда, за одговорност и во исто време и неверица токму дали сето тоа ќе биде ефикасно, транспарентно спроведено. Вчера пак се одржа и пресконференција каде што представниците на судот, на обвинителството, на адвокатската комора уверуваа дека од нивна страна ќе бидат преземени сите неопходни чекори за да се обезбеди фер, ефикасна и транспарентна судска поставка, токму она што го очекуваат и родителите, и дека правосудните органи постапката ќе ја водат брзо. Во исто време пак тие повикаа да не се употребува сензационализам. Дури и до новинарите и јавноста воопшто е упатен апел, што значи дека на некој начин ова се однесува на сите или на целокупната јавност од другата страна на оној формален дел, а тоа е процесот, судскиот процес, односно судот, обвинителството, бранителите и така натаму. Тенка е таа линија, во таа смисла и овој протестен марш во сабота, кој од една страна ја бара таа и ефикасност, и одговорност, и правда, и транспарентност, од друга страна пак токму институциите поврзани со судењето повикуваат да не се премине во сензационализам, затоа и велам тенка е таа линија и секако за секоја страна е различен прагот на таа линија, така да предпоставувам дека за семејствата на настраданите таа линија е поместена многу подалеку отколку што е во однос на институциите, за кои веројатно е таа линија пак по-критична, на по-високо ниво поставена. Затоа барем пред почетокот на судењето, следната среда, да продискутираме и околу тоа, токму во таа комбинација и правосудниот систем, но и ние како јавност, задржувајќи го нивото, држејќи се до и професионално и објективно и коментирање, ние како медиуми професионално, но заедно впрочем и со вас, затоа што токму и во таа смисла беше и упатен апел
и до новинарите да известуваат од судскиот процес објективно, да се воздржуваат од сензационализам, не знам што би значело тоа сензационализам, во ваква ситуација. И тоа поради почит кон жртвите и нивните блиски и сите страни во постапката. Тоа, впрочем, тие го упатуваат до јавноста. Значи, јавноста која всушност и ќе учествува и в сабота на протест во Скопје и која е поканета токму од семејствата да им се придружат. Затоа е, велам, и чувствителна целата таа работа и целиот тој процес укажуваат имено, помеѓу другото, од судот, обвинителството и адвокатите, цитирам дека проблеми и предизвици ќе има, дел од нив ќе се појавуваат на самите рочишта, дел ќе мора да се решаваат ад хок, но убедени сме дека нема да има никакво одолговлекување на постапката. И при тоа уверуваат дека се подготвени низ таква фер, транспарентна постапка да се утврдат сите околности. Родителите пакете, познато е веќе со оглед на тоа што секоја сабота ги организираат тие протести во Кочани, дека, како што велат, нивната борба нема да запре се додека не се воспостави правдата за нивните трагично загинати деца. Така што ете, велам, чувствителна е темата помеѓу правдата, одговорноста, барањето правда, одговорност, транспарентност, фер и слично, сето она што впрочем и сето она за што впрочем не би требало ниту да се дискутира, што би требало да се подразбира, сега е ставено на вистина една тенка линија, како што генерално и се прави, преку која лесно може и да се заменат тезите. Да се дојде до ситуација да дискутираме за тоа дали се прави сензационализам. Или се бара нешто што би требало и онака да се подразбира. И што, впрочем, не би требало ниту да се бара доколку системот функционирал нормално. Без корупција и така натаму, затоа што може неизвестно дека тоа не би се ни случило. А може неизвестно е дека не би се случило затоа што 15 на години работело. Значи, не е работело 1,5 месец. Па се провлекло, па ќе се случило за 1,5 месец. 15 на години да работи нешто, навистина, значи дека се имало и време и прилика да се утврдат околностите и да се реагира. И тоа врз основа на многу причини со што би се спречило. Така да во таа смисла, и сега ако се навлезе така, одеднаш, дали е тоа сензационализам? И не знам, непрофесионално коментирање или известување и така натаму. Но добро, затоа велам, еве, ги дискутираме овие околности и во пресред на судењето кое би рекол можеби ќе биде едно од најголемите, за жал за една ваква работа во Македонија и да се надеваме дека и од тука ќе се извлечат токму тие поуки кои, а тоа е најдобрата поука да не доаѓа до вакви процеси, а нема да доаѓа токму ако сите тие системски пропусти, односно ако се утврди дека системските пропусти се причина. Затоа што повторно велам, факторот време од 15 на години го потврдува тоа. Сосема друго е да во некој краток период, тука е веќе фактор време на страната на системот на институциите и може да се каже тогаш со право не успеале да го детектираат, да го перцепираат, работел на диво месец, 2, 3, контрола не стигнала, предходната поминала, нова тура контрола не поминала и така натаму и системот не го детектирал, не бил видлив и транспарентен за системот. А 15 години е и повеќе од транспарентен. И тука мислам дека она што токму и семејствата го бараат е нешто што многу јасно е видливо, многу транспарентно и без каква и да е судска пресуда. И не треба ниту обвинител, ниту адвокат за да го објаснува тоа и образложува.
тие ја имаат само таа ограничен делокруг, а тоа е само утврдување на лоцирање, утврдување и одредување на степенот на одговорност за ова што веќе се случило. 60-91-924-925, повелете, добар ден за првиот гледач. Ало? Да, повелете, добар ден. Добро вечер, господин. Да, добро вечер, да, веќе ете така, ни се стемнува порано. Господин Исо, Повелете. да ве поздравам вас и да и поздравам гледачите на вашата телевизија. Благодарам, повелете. Темава е сериозна и ќе пристапиме сериозно. Јас, да ви кажам, не можам да сватам толку маршеви, пример, причина има. Толку маршеви да не им се излезе институциите во сусрет, да се тоа заврши. Значи да престанат маршевите, тоа се тешки моменти, тоа може да го замисли човек лака, меѓутоа да не го доживее. Тие што се таму знаат, меѓутоа, зошто волку се пролонгира судењето, че се чекаше 8 месеци за да почне судењето, крајни рокови. Можеше да тоа се убрза и да маките на господата што ги изгубиле своите најмили. Па тие што останаа инвалиди, тоа не е убаво да се зборува, меѓутоа тоа е тешка ситуација. Ќе кажам зошто сензација зборот. Зборот сензација во овакви состојби, јас не можам да го дефинирам. Сензација гледам во спортот, пример. Некој победил некого што бил многу послаб, па го победил, сензација нападен. Тоа не вака го во главата си оставам, што е сензација. Мислам, што сака тоа да нема сензационализам, значи сензација. Не можам да сватам, ќе размислувам малце повеќе, меѓутоа институциите длабоко затаија, што волку луѓето се измачија. Нешто пари да им даваат, требаше и тоа помошта. Ете тие милион денара што ги зема владата, што ги зема, мислам, државата билета. И тоа не требало некако да се направи некој пропуст или било како, може, тоа не се многу пари. Мислам дека тука ќе завршам, немам што да кажам друго, ова е тешка состојба познато. Благодарам ве, поздравувам. Јас би рекол накратко сензационализам, најдобар пример, начинот на комуницирање помеѓу партиите преку јавноста. Медиумите во кои тие преку медиумите меѓусебно се коментираат. Сензационалистички начин. Во каква смисла? Па таква што суштински нема никаква вредност тоа, ниту ефект. Ниту влијае како и да е. Туку е само меѓусебно, значи сеир, правење и банализирање. Види го овој, види оној, вие не знаете така, не, вие врска немате од тоа, вие ќе пропаднете, не, види овој како се облекол, види оној како е. Значи нема врска ниту со природата на тоа со што секој се занимава, ниту со каква и друга работа, освен, значи, само кревање прашина, јасно со таа една единствена цел да се сврти вниманието на себе, оцрнувајќи го другиот, да се, односно газајќи врз другиот, да се издигне тој кој гази врз него, а тоа го прават сите. Сега кој ќе успее посилно да стапне, па затоа се наоѓа се и се што, кој како се облекол, како изгледал, со кого бил виден, каде седел и така натаму, и сето тоа е тоа. Во таа смисла. А што нема врска со нивната реално работа. Повелете, добар ден и задачи. Добар ден. Добра вечер, повелете, да. Ако сум на линија... Вие сте, да, повелете, добро вечер. Дека вака Исо. Да, повелете. Откитно, ова има мнозинство мицкоски. Извини за правосудство да донесе. И да ја офане сите овие заставени дела, кад се почнеме од Мијалков, Груевски, Заев и онај што е речко Бугајно Трупчо Ѓорџиев, и подхитно реконструкција да направи мицкоски во владата. И извини на закон да не застаруваат тие дела, значи и повторно суден да се даде онај Мијалков, што е па и Груевски, и Заев. Јас сум еден од стојвачите на ВМРО. Каварас е ВМРО-ски град и најразвиен во Македонија. Ова порака е од Кавараси. Во собствени редови треба да распише овој Мицкоски, сега овој министр за земјоделие направи рошо му криминал влезен, а таму има некои други умешани.
од ВМРО и да не их помнуваме. Значи, они треба подкитно измени на закон и потекло за имотот. Кој ти е Мијалков? Значи, му застарува деловите, судските процеси и онај и Камчев, да го спомнам. Значи, овој што јава од Карпуш, нека спомни и тие. И знаеш што направил злодела у криминал што е влезен. Али најповеќе Груевски и таа банда расипнички што беа за неговото возење за Скопје 2014. После и овие што прават згади кај Контезал и кај Холидеј Ин, тие инвеститори, тие подхитно треба да ја уасат и онај што Герасимовски и онај Цевчо Јакимовски. Значи, онај на црната листа, Цевчо одма треба да го уасат и Герасимовски што му дава дозволи кај Континентал и кај Холидеј. Така, поздравувам, истече времето. Добар ден, повелете кој не следен. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав. Ајде реплика на првиот гледач, Ѓоко од селото Двајца без тројца од Чашка, што сменил 2-3 партии, СДС и ВМРО, затоа што не го ставил Советот и сега се зачленил од ДУИ. Да му одговорам, рече 8 месеци. Човече, не ти е јасно дека 8 месеци одлага судот и обвинителството, дека владата на ВМРО тоа веднаш ги стави во притвор помалку од месец дена сите овие 60 колку таму се обвинети. Тоа никако да му стане јасно дека судството, што како пупка го отвори предавникот Заев, што го брани со години заедно со Љупчо Диме, Велјан таму, Николче Петревски компанија. Како пупка го отворија и ставија суди и обвинители од СДС и од ДУИ за да ги бранат нивните криминали. И им оставива што сакаа да прават со судството, никој да не ги контролира, кој ќе плати повеќе, да пресудуваат за него и така да се богатат. Значи, оваа влада сега има власта, останува уште реформа на судството да направи, ветинг на судството, све што чували у фиоки у затвор да ги стават, предмети, потоа потекло на имот, им се конфискува све што е стекнато вон плата и сите процеси што се изгубени во Страсбург, они да ги плаќаат, а не целиот народ. Така ќе завладее нормална држава, така нема да бегаат младите во странство. Тоа е решението. Ова се другото е лимунада. 8 месеци се одлага. Во оваа работа не ми се допаѓа една работа, што вие колку се 50 таму обвинети, некои се привилегирани уште првиот месец домашен притвор, на некои им се земени тие пасоши исправи да не може да избега. Што правиме ако некој избега? И зошто? Да, истече времето и токму така и недоречено и ќе остане. А ако избега некој, како што и толку ситуации имало, веројатно така и ќе остане. На кој знае колку, на неодредено. Веќе оние кои се и во поновата историја недостапни на јавноста не се ниту спомнува околу тоа. Повторно, имено, значи, во контекст на комуникацијата и информирањето од страна на институциите, правосудни во случајот. До каде е, што е, како е, или се едно МВР потрага, контактираме, имаме сознанија и слично. Дури не сме слушнале ни истрагата е во тек, тоа веројатно се подразбира и тоа трае постојано, мислам со години. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме. Абе, секој е чест за родителите и голема жалост за гинатите. Меѓутоа, зошто мораме да се повторуваме во некои муалети? Не, стварно не ми јасно. Нека напишат кој сака да бидат обвинети и така нека се терат цел процес. Сега веќе имаме закажено рочиште. Имаме обвинети. Малце биле, многу биле, па ги скратили. Тие се, така одличили обвинителите, дај да видиме како ќе се одвива процесот. Значи, стварно не ми е јасно поентата на ова сето. Бараме, вели, правда и одговорност. Да, еве, за недела дена, не цела недела дена, ќе почне да се одвива процесот. Дај да видиме како ќе биде. Дали ќе тече онака како што очекуваме ние, не може предвреме сега ние. Ај сега пак протест. Дали се сеќавате дека
на пожарите кога беа за протестите за пожарите во Тетово, за пожарот во Медуларната, дека ги апсеа и му одеа дома, подома на тие што протестираа, на роднините. Се сеќавате на таа ситуација? Имате заборајане. Како беа пригушвани сите тие протести околу пожарите во Модуларната болница. И за пак треба да се повторуваме. Пак треба да кажеме дека ова нема да трае 7-8 години. Дека ќе биде многу поекспресно ако сакаат судите да судат по 20 часа како што ги судеа уставобранителите. Како што ден и ноќ ги држеа. 20 часа само ги пуштаа да преспиат и одма ги враќаа назад. Па да проси споруждани ги пуштаа да заминат. Значи ако сакат нешто експресно, одма ќе го решат ова. Нека биде и година дена. Ако сакат да прицистат во име на правдата, во име на она најголемата трагедија во Македонија, значи може експресно да се реши. А ќе го реши пак ќе повтори. Само газдата. Газдата ќе ја кажи правата вистина се и точно ќе ги со прски и покажи кои се обвинетите. Кои земале пари, кои Благодарен поздрав до вас. Представниците на судството уверуваат имено вчера токму на брифингот дека од нивна страна се и ќе бидат, кога станува збор за судската постапка, преземени сите неопходни чекори за да се обезбеди фер, ефикасна и транспарентна судска постапка. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, вие сте. Исто ден се четврток? Четврток, да. Да, вечер има утакмица Македонија игра со... Да. Вие за кого ќе навивате? Па добро, се подразбира, би реколете. Не, озбилно ме прашувам. Македонија игра во Скопје. За кого ќе еве слободна е, зрителот се слободен, карта без пари се дава, усваи влезница. Без пари. Вие ве молам, одете на утакмица и навивајте. Така е, Батеисо. Овој кавадарчанецот и овој после до него, после кавадарчанецот. Бе нон-стоп на сите телевизии, веќе не ми се гледа вашата телевизија од тие 20. Овој кавадарци, овој Росоман, овој Заев од Муртино, ти треба да ги прекриш доста тој Заев од Муртино. Од каде е да го прашам тој кавадарчанецот, тој од каде се јавува од кавадарци, од каде е овој вториот што се јавува, дали со опици дошол од планина па се симнал во Скопје, па истото, па истото. И што правиме со тоа? Истите само личности, напишано на тој вториот на тетрадка, и го чита или на телефон, и го чита нон-стоп перглад. Нека се сними еден ден на својот мобилен телефон и нека види дека е досаден више. Досаден не само мене, на цела Македонија е досаден. Тие што ве гледаат вас како ваша емисија, како ИСО, што го гледаат, значи веќе помина сите граници. Човекот од Муртино, човекот Заев испокраде се, а зашто еднаш не спомна што украде Груевски и ја однесе цела Македонија, неговиот Мијалко, што гради во Охрид, на самата обала на Охрид. Благодарам ве, поздравувам, но во ред и јас сум, но и сите од другата страна или обратно, сите вие и јас од другата страна, како заедно, знамерно велам од другата страна, затоа што јас сочинуваме таа целина. Ниту јас имам емисија со, не знам, своје излагање некој, што не е исклучено, зашто да не, но не е тоа. Туку е заедничка диалог. Не е при тоа ниту исто што може да се во друг контекст толкова вие да кажете. Со други зборови, токму тоа не е еднострано да кажува само некој, само јас или само вие. Туку затоа водиме разговори, дискутираме, дебатираме се едно. Не сакам да кажам дуел имаме, затоа што не е поентата да се надмудруваме или расправаме. Дуел некако ми оди во таа насока. Дуел е и како надпревар еден вид, да се покаже кој е. Работата е да се изнесат
размислувања, аргументи, кој што знае, податоци, информации, сето тоа да се стави токму ете како што дискутираме транспарентно и од тоа да се добие реална, објективна слика со некоја објективна вистина за на настаните за кои зборуваме. И сега ете, ако има секако велите и повторување во смисла, не знам, или на учесници, или на тоа што е кажано, ете како и вие што направивте, па јавете се или јавете се почесто, па освежете го тоа со вашиот поинаков пристап. Јас затоа постојано поканувам ете, нека да се зголеми бројот на учесници. Или ете, и оние истите кои се, нека се обидат и од поинаква призма да ги гледаат работите, ако веќе сметате дека исто, токму за да имаме сите некоја придобивка од тоа, да слушнеме различни аспекти. Да се обидеме, затоа велам, издигнати од тој центар во кој сме, да дискутираме за одредена тема од повеќе агли. Не само од нашето стојалиште, туку како што размислуваме кога сме тргнале некаде напад или што ли, како би било од тука да тргнам, може би или некоја работа да завршиме. А може би може вака да ја завршам, може би онака, може би најлесно е така или може би не може да се заврши воопшто. А во таа смисла, не е само своето, јас тоа мора така и готово, не знам, овие се, оние се, таа партија и готова, ќе видите вие и слично. Секој своето. Во ред, нека остане. Секој своето, нека си го и како, не знам, и некоја и приврзаност, и идеологија, и не знам, чувство за исправност, и се едно. Но да дискутираме, а што би било, ако би било онака или овака и така. Во таа смисла, вака, така. И така да се освежат дискусиите во исто време, значи збогатувајќи ги со различни аргументи и со самото тоа за секој од нас, а особено кога ќе се стават сите на маса, ќе се добие богатство на комбинации. Значи не само јас знам дека 2 плюс 1 е 3. И тоа ќе го повторувам постојано туку. Ајде сега за промена ќе кажам и 1 плюс 2 е 3. А да пробаме, можеби, ако 3 наназад тргнеме 3 плюс 1, а дали ќе добиеме 2? А не, тогаш треба 3 минус 1, а видиш, тогаш треба да одземаме. Тоа не, јас сум само двојката и 2 плюс 1 за мене и не отстапувам од тоа. Се едно, бидете тоа, но ајде да дискутираме, а да пробаме и вака. А што ќе беше да беа овие, а што ќе беше да не беше Заев, да беше ово и така натаму. Груевски и слично да не избегаше и такви работи. Од таа смисла, а секој нека си биде тоа што е, како велам, или официјално и партиски, или како чувство, се едно, не е тоа проблематично. Повелете, добар ден. Ден. Да, се слушаме, поздрав. Се слушаме? Да, повелете. Сега јас од кој сум? Од тие или од овие или од оние? А некому стално, постојано нема да му одговара нешто, затоа што еднострано ако гледа така. Јас, ако ме слушат, ја не заземам страна. Јас што гледам нешто неправо, го критикувам. Ако гледам нешто што е како треба, можам да му простам и да го пофалам. Не заземам страна. Некој вика, што ти стана, што зборуваш против овие. Ама нема против овие, против оние. Зборувам за сите да си одат право по патот. Нека каже некој мене, да јас сум скршнал негдека. Може во зборувањево да сгрешам нешто што не сум дознал, сум го кажал по грешка. Не. Јас она што го гледам и ценам, што треба да се каже. Тој што украл треба да се притвори. Тој што е честниот да се награди. Државава наша треба да биде држава како што да кажам. Сите едно да бидиме. Сите едно да не крадиме. Сите едно да не лажиме. Сите едно да си помагаме. Тоа е држава. Овие, колку за мене, колку за тебе, удри на пленот. Се радуваат кои ќе дојдат на власт. Зошто се радувам што сум на власт? Треба да крадам. За тоа ќе се радувам. Не. Треба да се тресиш,
луѓето да не почнат да викат по тебе, да не крадиш, да не лажиш, да крениш државата нагоре, па да има бенефит, па да те пофалат, па да речат, алалта му е на овој. А не од мај чека да дојде на власт да граба. Нема срамота ова. Секој човек е човек, секој сака да живее, секој работи за да заработи, за да може да живее. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, кој ни е следен? Повелете. Добар ден, дали го имаме следниот соговорник? Повелете, добар ден. Дали... Да, се слушаме, повелете. Ама не сум ја телевизорот, ние нешто се... Јас ве слушам во програма, вие сте. Па добро, ама не знам на која тема. Слободна имавме, но тема... Слободна тема. Не е слободна, туку во очи организирањето на протестниот марш во сабота дискутираме за правда и одговорност. Па добро, тя... Мислев да не нешто по слободна тема сакавте од вотек да кажете. Суство изјавите што ги читаме на медиумите и вестниците, суство дека сериозно ќе ја свати работата. Ама не сум сигурен баш дека сериозно ќе ја свати работата. Партиите не наслушам или негде да начитам, него партиите се скроз поврзани со суството. Со суството. Чека само момент. На 24. Овако, сега ми се уклучува телевизорот. Добро. Партиите се те поврзани со суството и ќе го притиска суството, како секој пат што било. Знаеш, што мене воопшто не ми се допаѓа. Да. Тоа има да кажам. Иначе држава исто гледаш како не иде. Лошо држава не иде. Лошо и поздрав, пријатно и со. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Ете, па ќе се слушнеме секако и во друга прилика. Допрва ова се заострува во смисла дека ете како велам поминува времето, некако растат очекувањата, но повеќе како притисок некој и затоа секако битно е да се остане смирен во целата таа ситуација, односно навистина да објективно се следат работите. Зошто расте притисокот и така? Всушност, па и зошто се сите овие, не знам, и повици, не знам како се едно, како од семејствата, така и од судството по однос на тоа дали ќе било ефикасно, транспарентно, фер судењето и слично. Па клучниот момент е токму тој, инволвираноста на луѓе кои се од институциите, односно системот. Затоа е целата тензија, така може да се каже. Па е тука тоа неверување или неубеденост дека нема да има интервенции, притисоци, влијанија, тргови со интерес и слично. Инаку за која друга постапка, каква и да е, со трагични последици исто се крева толку джева. Или ако се крева релативно локално. За жал, и таму каде што има сомневања, како со сомневања за нереално одмерена казна или нетранспарентна постапка, како што се да речеме тие загуби на човечки животи во сообраќајни несреќи и така натаму. И генерално тука нема нешто многу повеќе од семејството по медиуми ќе излезат и горе-долу тоа е тоа. Па зошто? Па затоа што во принцип нема инволвираност на луѓе кои би можеле да влијаат директно. Политиката, функционери. Тоа е тоа. А ако има, па тогаш се пренесува тоа во медиумите, но нема капацитет да излезе како што е ова. Тука се во игра многу други работи. Тоа е оној системски. Ние немаме и на семејствата на настраданите не одат со едно единствено барање, тие го немаат детектирано како единствено одговорен, не знам, или одговорни непосредно луѓето кои биле во врска со дискотеката.
Одговорите ги бараат од институциите. Токму затоа што велам, оној временски период, хронолошки од 15 години е всушност без каква и да е судска пресуда и без што и да кажат тие обвинителите или бранителите, најтешкиот доказ за институциите. 15 години се случувало тоа. А уште полошо не се случувало заради небрежност, туку затоа што било злоупотребувано. Тука се доаѓа до таа системска корупција, која всушност, поради која се однесени животи. И затоа се и сомневањата дали сега правдата ќе влезе во тие сфери на тие кои се инаку недопирливи, кои никогаш не одговарале и затоа и организираната корупција и криминал и цутат и понатаму и иако изгледа дека нешто како пупка, што ете цитиравте, ќе се отвори, излегува дека не се отвара, затоа што тие за кои требало да се отвори се недостапни, избегале. А за другите кои се тука не се отворило. И всушност, значи, резултатот не е отворено за никого. И тоа е главниот проблем, значи, дали затоа и семејствата генерално таму го лоцираат тоа. Сосема друго би било, затоа велам, факторот време е да бил месец, два, три. Јас сум сигурен дека тогаш би било насочено исклучиво кон самите актери околу објектот. Затоа што отвориле тајно, ниту ги видел системот, ниту стигнал да ги детектира, ниту да ги воочи, ниту да ги исконтролира. Месец, два, само што отвориле, на црно работеле, еве трагедија се случила. Еј, како, дајте сега на нив да се фокусира. А тука е нешто сосема друго. Факторот време е, велам, најголемиот доказ за одговорноста токму длабоко во системот и тоа во, може да се каже, и генерацијски. Кој како се сменувал. И не треба тука ни суд, ни никој да го каже тоа. Туку само треба да ги констатира. Затоа се овие, затоа се оди, зошто одат кон собранието, министерствата и така натаму. Повелете, добар ден. Да, поздрав до вас, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Значи, оваа тема, страшна трагедија, на национално ниво, пази, во културни земји, за ваква работа се поднесува неотповиклива оставка. За тој што е на функцијата надлежни за соодветниот случај. Да не ги редам се. Некој бил како бил пред од кулина бана, што некој рече. Сега бе, господине, јас само еден случај знам во оваа држава самостојна, на почетокот од 90-ти, кога министер му падна авионот, ама он немал врска со тоа, он си поднесе оставка. После се утврди кој е виновен, така? Да. А ние сега, види што правиме се шири истрагата, што да ти кажам, 20 години. Па ова ми личи као на насрещницата во Нови Сад, те молам. Ма немој, молим те. Прво треба да се направи обвинение, оставки на овие, обвинение на тие што биле на функција. Па исто е, гледате и со насречницата, токму кон системот е, кон функционерите. Ама исто ние као да ги гледаме комшииве што прават. Така, да. Како 88 месеци, па не може тоа така, бре. Прво ќе го викнеш министерот, тој инспекцијата, тој од полиција, тој што бил надлежен. Вика, ама ја го примив тоа, ама ти си го примил пред година дена објектот, така? И должниците. А што си направил до тогаш? Важно да седнеш на фотелјата, а ваму што се случило, не знам. Па не може така, ти ќе одговараш прво. Прво треба да си провериш што примаш, не само да примиш фотелјата, разбираш? Да. Не само права, него и одговорности. Да. Ама ние сме далеко од тоа, за судството да не зборам, сме збориле друг пат. Не е криво судството, бе, ние сме криви. Кој го бира судството па да одлучи праведно? Тој што го бира, треба да го суди. Не може така, народот да ги бира судиите. На избори, не владата или парламентот или председателот. Како ќе им суди тој нив? Ја ти судам тебе, а јас сум те избрал. Како? Ти си ми избрал, така? Не бива тоа, нека си видат у свет како се прави за независност.
Благодарам. Па ете, вие со една реченица ја опфативте поентот, или барем моето размислување, затоа реков, размислуваме и добро е да размислуваме од различни позиции, не само од една позиција, без оглед дали сме приврзаници на, не знам, една идеја или партија и така натаму кој да е. А тоа е токму тоа, да, што го рековте, постои одредена релација околу изборот на во судството, и токму сега таа спрега дека тие треба да ги судат тие кои ги бираат. Тоа е целата работа. А како сега, кој може да гарантира или од каде воопшто и да се верува дека ќе биде навистина постапката фер. Затоа е целата работа, слично велам како и во ова со надстрешницата и така натаму. Но тоа е таа спрега дека треба да седнат на обвинителна клупа оние кои се и онака недопирливи. А камоли што уште во оваа ситуација има вакви околности. Повелете, добар ден. Ало. Добар ден, поздрав. Се слушаме? Се слушаме, поздрав до вас, да. Вака, другарче. Кажете, да. Тој Антонио Пешевски. Па да, одлично. Така е, оставка. Мислев не успеа. Притисна Западот. Еден авион беше Палер, Македонијан. Така, да. Другиот беше ноември месец Авиоимпекс, да, овој беше Палер Фокер модел, да. Добро. Ама Западот го притисна. Тој немаше никаде да даде оставка ако не го притисна Западот. Септем и за нив беше брука, па ајде вика, тргај се од тука. Инаку пак не он е унапредено, има еден куп бенефиција, не еден од тие комората таму што влада со државата. Знаеме ние кој е тој фрајер. Него овие помладиве немаат поимен, ако ја многу добро се сеќавам колку квалитетен министер беше тој. У негативна смисла. Би рекови за ова, ја спомнуваат на срещницата у Беорад. Види бате, оние блокадери таму, како беше тоа, дишемо, не дишемо, како вика, дувај, не, како беше, пумпај. Пумпај, да, добро. Не пумпаат ради тоа што они се фраери, Британска амбасада, US амбасада, Европска унија амбасада стои зад нив, затоа пумпај прават. Иначе тие не би пумпале никад. Овдека немаат подршка овие кочанчаниве, што се фамилии на жртвите. Нема да ме сватат погрешно, јас сум малку песимист у поглед на нашата етика, морал и хуманизам, како народ, како нација, или све овие 30 и кусур години убија Бога у нас, така да више нема етика, нема морал, нема ништо подршка. Доволно што го видов Джанго, еден од тие што ќе биде бранители, Джанго, го памтиш Джанго? Да. За внатрешни работи беше. Така, што поеќе коментар како ќе се тера правдата до 3853 година. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Па добро, и таа паралела што ја направивте исто така заслужува дискусија. Дали идејата и во контекст на она на што повикуваат од судството, воздржување од сензационализам. Значи едно е да се истерува правдата, односно да се бара токму она на што и се обрзуваат и уверуваат дека ќе било и фер и транспарентно и така натаму судењето. А друго е да се преминува таа линија, сеедно како би се нарекло, дали пумпање и што и да е, но пумпање во друга смисла, не дали е пумпање за да се истера правдата доследно, да се дојде до неа и до одговорност, или при тоа да се обезбеди и нешто друго, патем. А ова да ете добра прилика за тоа. Значи, ајде, ќе дискутираме за темава, а тоа ќе ми биде добра прилика да искористам и нешто друго, па да си направам реклама ваква или онаква и да добијам при тоа некакви поени, како и да е, политички или што и да е. Ево таа смисла, затоа е битно да се остане, да, пумпај, но пумпај на правдата, на страната на правдата, да речеме. Повелете, добар ден. Здравијте. Да, поздрав, се слушаме. 20 минути не ми се доволни, не 2 минути. Ќе дозволиш двојно време? Долго не сум се јавил. Ајде, нека пушта тој режијата нешто, да, ако се согласуваат и другите, повелете, да. Ги замолувам. Да убедам многу. Не само да се искажам, него да ги убедам многу. Да, повелете. Контра средување на државата. Основно е, колку години јас попорувам и барам на избори судиите и да немат имунитет додека не се нормализира судот, додека не се изврши конфискација на криминално
злосторнички, монструозно украдените пари. Спрема бројот на жители, во светот нема таква држава, толку пари украдени, злоупотребени. Од донации, од све. Колку имам да кажам. На времето во Битола имаше две дискотеки, Орфеј и Офицерски. Таму немаше што да гори и да се палеа вакви опасни по лесно горливи елементи, такви, да речам, глупости се палат, што ќе добијат? Тоа за нова година не ми се допаѓа мене кога палат. Тие коштат пари од Кина произведени, глупости се. На времето никогаш не палевме. Значи, не смееше никогаш дозвола да добие таков магазин. Само огнеотпорни зидови во осигурување работа. Само масивна градба огнеотпорни зидови и не сме ништо горливо да се внеси. Само можеше на времето бомба, ама имаше суд бомба да експлодира или на која чадна бомба опасна. Ама имаше суд, став од казнивост, да разберете. А сега кој е најодговорен за мене во случајот? Кој ја запали, кој го донесе тие монструозни глупости за да гледаја тие дека двојно... Така, ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, да. Се слушаме, да. Јас ве слушам, се слушаме ли, повелете? Ало. Да, повелете. Не. Вие сте, да. Само ехо има, намалете го тонот и во програма сте, повелете. Се слушаме, јас ве слушам. Ало, добар Да, добар ден, добра вечер, повелете се едно. Ме слушате? Да, ве слушам одлично, повелете. Абе, сете се јавувам. А имам вртено да не претерам, може 100 пати. Повелете, еве, да, успешно. јавувам, не за темата, овие двајца, стално што се јавува. Без врска, не знам, те ценам како новинар, ако е доеден оценката, ако е од 1 до 5, ти си шефка. И како човек и како новинар. Молим те, прекинувај. Па оние луѓе, дали има фамилија, дали има пријатели, некој да му кажи, претеризваме она. Че чека, што кажуваат другиве и одма тие како адвокати да се. Прекинувај, молим те. Па досадни се одма, тие ресекува емисијата. Да, имате време уште. Поздрав да посакам се на Иво. Ви благодарам. И настави така и малце пооштар да бидиш према такви луѓе. Благодарам, да, за јавувањето ве поздравувам. Имаме ли време уште за некого? Добар ден? Или сме на крајот веќе? Се чини дека истече времето, но добро, како и да, ете, и со вас завршуваме и со надеж, и па и на крајот од краиштата со верување дека и вие и сите кои вртите толку пати не сте успеале да не добиете, спомнавте 100 пати, дека полесно ќе не добиете и дека ќе внесеме и нови коментари, нови информации. Сите оние па кои не успеавте да не добиете, остануваме тука, како што се доближуваме и до почетокот на судскиот процес, ќе дискутираме секако за оваа тема, токму во таа насока да не само дадеме подршка на блиските на жртвите, туку и на сите страни во постапката, истакнувајќи дека императивен на вистина и прашање и тест за судството да и обврска, впрочем, не само тест, кон семејствата да се обезбеди таа фер, ефикасна и транспарентна судска постапка, во која токму тие не уверуваат дека се подготвени да го спроведат. Еве прилика и да го докажат тоа на потешкиот начин, за жал, на трагичен начин, но сепак во нивни раце е овој случај.
и од нив зависи дали тоа ќе го направат како што треба. Ви благодарам за учеството, за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Довидување.